Добро вечер на сите. Денеска можеме да објавиме дека се прави добар исчекор. Имаме поголемо парламентарно мнозинство за реформи, економски политики и интеграција во Европската Унија. Централниот одбор на СДСМ го овласти председателот на партијата Димитар Ковачевски да ги заокружи разговорите за поголемо мнозинство и да предложи кадровски решенија за реконструкција на владата. Со принципите на платформата за соработка со Алијанса за албанците, кои денеска ги одобри Централниот одбор, се обезбедуваат сите услови за политичка стабилност и зголемена ефикасност на собранието и институциите. Во услови кога се уште светот е во енергетска и економска криза, стабилност и ефикасност ќе допринесе да продолжиме со реформите во економијата, во судството и во однос на интеграцијата на земјата во Европската Унија. Нашите деца, нашите граѓани немаат време за губење. Зголеменото владино мнозинство ќе се погрижи никој да не остане сам оваа зима и за здравувањето на економијата да започне веќе оваа година. Се создаваат услови за унапредување на владењето на правото и борбата против корупцијата. Поголема поддршка добива планот за стратешкото партнерство со САД и унапредување на добрососедските односи. Кадровското освежување ќе внесе нова енергија во реализација на мерките и политиките на владата предводена од СДСМ во интерес на сите граѓани и иднината на земјата. Се отвара можност за соработка на локално ниво во општините и советите со цел напредување на квалитетот на живот на граѓаните. Почитувани, јасно е дека изборите ќе се одржат според планираното во 2024 година. Ова е добро за стабилноста, за инвеститорите и за економијата. Работите се јасни. СДСМ го задржува бројот на министри како и досега, имаме зголемено мнозинство во собранието, поголема поддршка на реформскиот и на европскиот курс на земјата и политичка стабилност. Опасноста е земјата да биде зафатена од радикални елементи како левица, кои сакаат да го сменат нашиот пат кон Европската Унија и да не испратат во изолација и сиромаштија. Разликата, почитувани, е јасна. За жал, левица го зеде ВМРО ДПМН како заложник. Исто како во деновите на Груевски, кога беа блокирани евроинтеграциите. Денеска повторно закана за нашата иднина доаѓа од страна на Пасиев и Мицкоски. Мора да ги здружиме силите и да не им дозволиме повторно да не блокираат 11 години, како што тоа го направија минатиот пат.